Од вечерва започнува забраната на фрлање на отпад. Истата ќе трае од 22 часот до 6 часот утрината. Граѓаните и правните лица кои ќе бидат затегнати ќе бидат парично казнети. Казните за физичките лица се 50 евра, додека пак за правните лица ќе се движат од 1300 до 1800 евра. Инспекторите и комуналните редари ќе прават контроли на терени по полноќ. Како што соопштија претходно од град Скопје, прекршоците ќе се констатираат на лице место, а доколку наидат на веќе исфрлен отпад од поголеми размери кој ќе биде поинаков од вообичаениот на домакинствата, ќе се прави подетална контрола на правните лица. Во врска со тоа, дали оваа забрана ќе важи за маркетите, но и за угостителите, кои најголем дел од нив работат и по 22 часот, од град Скопје соопштија дека тие ќе добијат посебен тарифник и контейнери за одлагање на отпадот. Во наредниот период, собствениците на угостителските објекти ќе бидат повикани во јавното претпријатие комунална хигиена за склучување договори, со што процесот официјално ќе започне. Предвидено е и маркетите да добијат посебни контейнери. Целта е да го намалиме притисокот врз постојните контейнери и да ги спречиме ситуациите во кои картонската амбалажа го преполнува јавниот простор. Велат од град Скопје. Поголемиот дел од граѓаните сметаат дека забраната за фрлање на отпад после 22 часот е добра. Па ќе го чуваме, Добро, ќе го фрламе дењи. Па треба да биде добро. Значи верувате дека ќе даде некаков? Ќе даде резултат сигурно. После 22 да кажам, што бараш да фрлаш џубре? Да, ќе се очуваш до тој. Па и на запад така. Абе најубаво беше кога пред да иде да знаеш 1 сат, 2 да го изнесеш да го земат. Тоа е најубава варијанта. Преку ноќ кој фрла џубре? Никој. Остана. И каде ќе го чувате ѓубрето? Или навечер не фрлате? На балкон. На балкон. Си собирам и после ќе си појдам да си го фрлам и така. Инаку вчера вечер градоначалникот на град Скопје Орцо Ѓоргиевски и премиерот Христијан Мицкоски направија обиколка низ центарот на градот, за да видат како изгледа метрополата по чистењето и мењето на улиците и кеот на Вардар, кој започна на почетокот на овој месец.